Сдруженијето за рурален развој Јавор од Зрновци почна со реализација на проектот Паметен соларен пчеларник, чија главна цел е да се создадат услови за профитабилно пчеларство преку производство на нови иновативни производи врз база на пчелни трутови во услови на климатски промени. Како дел од проектот, а во рамки на пчеларство Данев, поставена е пилот пчеларска фарма во околината на Зрновци. Таму ќе се прават теренски обуки за заинтересирани пчелари за добивање така наречено трутово млеко. Координатор на проектот е Благојче Најдовски, пчеларски стручњак кој над 20 години соработува со Сдруженијето Јавор. Главната цел е да се подигне профитабилноста со добивање иновативен производ што треба да обезбеди приход за пчеларите, но и здрава исхрана за подигање на имунитетот на граѓаните. Станува збор за проект каде што сакаме да го подигнеме, да ја подигнеме профитабилноста на пчеларскиот сектор. Како? Преку нов иновативен производ, кој што го нема на нашите простори, станува збор за финален производ од трутово млеко, значи досега непознат производ на нашите простори, а станува збор за работа која што донесена од истокот, значи во земјите на источниот блок, претежно во Русија, значи во последните неколку децении се користи во секојдневната исхрана. Значи станува збор за нешто што е веќе познато, ама нас не ни е познато. Тоа е прва работа. Втората работа како еден вид на борба против климатските промени, затоа што од 4 залци кои што просечен човек има во дневната исхрана, 3 зависат од опрашувањето. Оваа година беше катастрофална во делот на презимување на пчелните семејства на ниво на Балкан и во светот, значи климатските промени си го прават своето, бројот на пчелите опаѓа, од друга страна цената на пчелните производи е релативно ниска заради X причини и пчеларството е нерентабилно. И ние сакаме со овој проект фактички да направиме две добри работи. Првата работа е како да им дадеме на пчеларите можност да научат, значи има процес на едукација во самиот проект, кај што група на пчелари од Македонија ќе научат како се произведува трутово млеко, со оглед на фактот дека немаме кај нас луѓе кои што тоа го знаат, ќе донесеме луѓе од Република Бугарија експерти кои што на практичен начин ќе го промовираат тоа како се прави тоа следниот период за некои 10 или 15 дена. Тоа е прва работа. Втора работа, ќе сакаме да направиме активности да едуцираме широката популација од бенефитот на користење на вакви високопротеински производи кои што се, да кажем, благодет од природата, затоа што станува збор за производ кој што е блиску по квалитетот до матичниот млеч, значи тоа е прва работа, се произведува во природата, буквално од ништо, затоа што тоа е нус производ на пчелното семејство, тоа е втора работа. Трета работа, има здравствени бенефити и може да го користат од деца до возрастни луѓе, значи станува збор за супер храна која што досега на нашите простори е немало. И третата работа која што сакаме да направиме е промовирањето на пчеларството како алатка за задржување на биодиверситетот. Што значи тоа? Тоа значи дека на 90% од сите растенија кај нас, кои што се фактички ентомофилни, кои што ги опрашуваат инсекти, зависат од пчелите. Значи што ќе оставиме на идните поколенија, зависи денес, затоа што доколку нема пчели, ќе се прекине ланецот на опрашување. Дали тоа се култивирани билки, дали се тоа овошје, зеленчук или се некои ендемични растенија кои што ги има само кај нас, зависи од пчелата и од опрашувањето. И тука сакаме да дадеме принос за зачување на биодиверситетот, така како што им го оставиле нашите предци, да им го дадеме на идните поколенија и фактички имаме 3 нивоа на ајде да кажем на цели кои што сакаме да ги постигнеме, значи подобрување на профитабилноста на пчеларите, втората работа подобрување на исхраната на луѓето со користење на супер храна од домашно производство, во случајот трутово млеко, и третата работа е зачување на биодиверситетот, значи на природата таква како што не дале нашите предци, преку поттикнување на развојот на пчеларството во руралните средини, затоа што тука се наоѓаме во село Зрновци, значи прекрасна околина, прекрасна средина, меѓутоа сите овие билки зависат од опрашувањето, а ние како пчелари помагаме бесплатно за таа работа. Во однос на матичниот млеч, која е предноста на трутовото млеко? Вака, матичниот млеч е супер храна, кој што има одлични карактеристики и е една од најскапите храни кои што луѓето ја користат како храна. Меѓутоа, проблематиката со незе е во тоа што бара специфично знаење, значи технологија која што е специфична,
Зошто? Матичниот меч се добива од матичните кели кога фактички пчелата сака да добие нова матица и технологијата е значи бара многу знаење, многу време, а многу мало производство. На пример, можам да ви кажам слободно во Македонија најголемите производители на матичен меч никој не може да произведе од 4-5 кг годишно. Значи, зборуваме за професионален пчелар кој што фактички произведува на неговата фарма, било заради лимитирање со продажбата, било заради технологијата, затоа што временскиот рок кога се произведува е лимитиран. Од друга страна, значи ако е нешто скапо или тешко се доаѓа или е забрането, во случајов тешко се доаѓа до него, во случајот на трутовото млеко, малку е да појасниме една работа, што е трутовото млеко. Трутовото млеко се фактички содржината на ларвите трутови од 7 до 10 ден, кај што фактички со нивно пресување, значи на самите ларвички се добива слузаста материја, која што е фактички трутово млеко, која што после следи на различни типови на конзервација, како да се зачува, дали тоа ќе биде сушење, дали тоа ќе биде на минут 40 со помош на лиофилизација, дали тоа ќе биде конзервирање во мед, во други конзерванси, значи целата работа е како да се направи достапен во текот на целата година и истиот своите богати хранливи карактеристики да може луѓето да го конзумираат кога сакаат. Значи, во нашата едукација ќе имаме едукација како да го произведат пчеларите, пример за илустрација. Ако еден професионален пчелар може да добие 4 до 5 кг матичен млеч во една цела сезона, значи зборуваме за една календарска година, тука можете таа количина да добиете од едно пчелно семејство. Значи, многу е поевтин за производство, многу е поедноставен за производство, се разбира, го нема истиот квалитет, меѓутоа има многу карактеристики кои што се слични и ако нештото е ефтино, ако е достапно, тогаш фактички многу полесно може да го користите. Тоа е првата работа. Втората работа што е битно, на земите на истокот, значи зборуваме од Романија до Русија, се користи повеќе децении и те како е препознаен од локалната средина. Луѓето кога имаат проблем со имунитет, со едноставно кога сакаат да го зајакнат здравјето, имаат достапно трутово млеко, независно во која форма на конзервирано може да го земат, меѓутоа станува збор за супер храна која што е од домашно потекло, која што фактички решава многу здравствени проблеми и сакаме да го воведеме како производ затоа што досега никој тоа не го направи. Рековте во однос на матичниот меч, поевтино е добивањето на трутовото млеко, опрема дали е потребна некаква специфична? За добивањето на матичен млеч треба знаење и треба специјална технологија која што не се учи наеднаш. Например, во случајов пчеларите во текот на пчеларењето користат рамки градежници, значи тоа е рамка која што нема восок, нема жица, нема ништо внатре и ја ставаат до пчелното семејство каде што фактички пчелите имајќи потреба од трутови, градат трутовски келии, матицата снесува јајце и за период од 10 дена може да го тоа саќе да го исечете, да го пресувате и да добиете трутово млеко. Што значи тоа? Дека освен преса која што не кошта повеќе од 50 евра, дури може и да се импровизира, не ви треба никаква друга опрема, освен знаењето како технологијата да го добиете тоа и начинот на конзервирање и чување и начинот на употреба, затоа што е специфично во делот на конзервирањето. Значи, секоја протеинска храна, која што е високо протеинска, исто така е заинтересна и за гливиците, и за вирусите, и за бактериите и треба да најдете начин како да едноставно ја конзервирате, да може човекот да ги искористи сите незини полезни карактеристики и истата може да се користи, например, во зимниот период кога имаме проблеми со настинки, со падна имунитет и таква работа, затоа што имате производ кој што нема пандан освен матичниот млеч во било која исхрана, затоа што станува збор за комплексна материја која што ги има сите потребни нутриенти на организмот. Значи како микроелементи, тоа се минерали, калциум, цинк, манган, цела палета на минерали има внатре, така до сите можни аминокиселини, значи и есенцијални и неесенцијални аминокиселини, липиди, стероли, значи буквално комплексна храна која што е високо нутритивна, а може да ја купите за релативно мали средства и што најинтересно, немате потреба да дојдете во аптека или во било која продавница. Ние сакаме да ова знаење го пренесеме на 5000 пчелари колку што има во Македонија, да добијат знаење да пчеларите имаат може да произведат производ со високо додадена вредност, а луѓето да купат нешто за имунитетот што им е кај комшијата до него, пчеларот. Зошто тоа го кажувам? Затоа што за разлика од овие препарати кои што ги имате по аптеките, кај што го произведува некој производител негде,
Овдека за 10 на 15 на дена вие ќе видите разлика и знаете кај кого да го купите повторно, каде што фактички се прави довербата помеѓу пчеларот и помеѓу локалниот потрошувач, затоа што секогаш благодетот на ова наша македонска природа што го даде, преточено во супер храна и едноставно го имате тука, кој што нема потреба од никакви транспорти, никаква, ајде да кажем, специјална амбалажа, го имате до вашиот локален пчелар. Значи целта наша е како да ги едуцираме и потрошувачите, и пчеларите да го произведуваат, едните да го произведуваат, другите да го конзумираат, едните да заработат повеќе пари, другите да добијат ефтина супер храна која што им ја да дофат на раката. Во рамки на проектот ќе следи и информирање и едукација на граѓаните за придобивката од користењето високопротеински производ како што е трутовото млеко. Една од целите со проектот е и поттикнување на развојот на пчеларството во руралните средини, каков што е примерот со околината на Зрновци, каде има одлични услови за тоа. Производството на трутово млеко може да го надомести недостигот и тешкото добивање матичен млеч. На пчеларската фарма во Зрновци, што е вклучена како пилот терен, поставена е опрема за следење на метеоролошките и климатските карактеристики на околината, а податоците може да се добиваат во реално време. Поставивме автоматска метеоролошка станица, која што ги мери податоците, значи количество на врнежи, температура и влажност на воздух и воздушен притисок. Ова е стартно, меѓутоа во иднина може да се зголемуваат и бројот на сензори. Се покажува дека климатските промени не се само удираат во секоја гранка, па дигитализацијата, да кажеме, и користењето на современа опрема станува потреба во секој домен од современото живење. Овие станици, значи самата станица работи на соларен панел, работи на батерија која што се надополнува, има M2M SIM картица која што ги препраќа податоците и сите податоци се отчитуваат на мобилна апликација, на компјутерска апликација, времето на мерење на секој 10 минути, со тоа што корисниците на секој 10 минути ги следат реалните услови кои што се во самиот пчеларник. Исто така многу е важно, бидејќи со поставувањето на станицата веќе самиот клиент или самиот пчеларник има архивска база на податоци и во основа во иднина може да се надоградуваат со софтвери, да се пресметува просечна температура, средна температура, ноќна температура, сите важни параметри кои што се и врз основа нив да се пресметува кога е периодот на цветање на некои билки. Овие податоци може да ги користат и други корисници, не само пчелари. Така, апликацијата значи функционира на тој начин што корисникот добива юзернейм и пасворд и може неограничен број на луѓе да се користат, да се конектираат и да ги следат податоците. Значи, не само овој пчеларник, може сите жители од овој регион или пошироко може да добијат, бидејќи овие се јавни податоци, се отворени, може јавно достапни ќе бидат юзернеймот и пасвордот и може сите да ги следат временските услови. Собственикот на пчеларникот, каде е поставена опремата и каде што ќе се спроведува обуката за производство на трутово млеко, има 20 годишно пчеларско искуство како наследство од неговиот дедо и очекува позитивни придобивки од целиот проект. Се наоѓаме на еден од моите пчеларници, имено со добра намисла. Сега се инсталира дел од опремата за еден многу добар пилот проект. Имено јас како пчелар веќе 20 на години, може да кажам дека во последните неколку години пчеларството се соочува со сериозни промени и проблеми и во делот на големите климатски промени, и во делот на голем помор на пчелни семејства, и во делот на значителни промени во приходите на пчеларите, така да сметам дека учеството во овој пилот проект ќе даде на нова надеж на пчеларите. Имено станува збор за потенцијален нов пчеларски производ, тоа е трутово млеко. Ние ќе се обидеме преку проектот, преку овој пилот проект, да покажеме еден вид нова технологија, како се произведува тоа трутовско млеко
и преку крајната хемиска анализа да покажеме дека ова тутовско млеко е релативно лесно да се произведе и може да се користи и во конзумација на потрошувачите и од страна на самите пчелари како производство на така наречените пчеларски погачи. Тоа за вас ќе значи и додатен економски бенефит, веројатно. Тоа ни е една од целите, именно да покажеме на нова алтернатива на многу разочараните пчелари, дека еве преку производството на новиот производ може да понудиме и дополнителна економска добит и на некој начин да ја надоместиме протеинската храна на нашите пчели, бидејќи гледаме дека од година во година нашите пчели се погладни. Нешто се случува во природата и ние не може да седеме со скрстени раце. Во рамки на проектот добивате една мини метеоролошка станица која што ќе ги мери атмосферските влијанија. Како гледате на таа придобивка? Пчеларите знаат дека атмосферските влијанија и параметрите се многу битни за пчеларите. Имено ние знаеме дека пчелите испод 10 степени формираат клубе, знаеме дека одредени растенија многу им е битна ноќната температура, воздушниот притисок, така да ова ќе даде уште еден поттик и на останатите пчеларски здруженија и на индивидуалните пчелари да обрнат малку повеќе внимание. Ова ќе бидат јавно достапни информации, ние ќе се обидеме преку следење во текот на една година да направиме еден вид заклучоци и тоа ќе биде секако инпут и за останатите пчелари. Затоа велам ова е пилот пред во кој што веруваме многу и дека на крајот се надеваме дека резултатите не дека ќе бидат само позитивни, ќе дадат еден вид надеж и можност за економски бенефит на самите пчелари. Во рамки на проектот што ќе трае до средината на декември годинава, ќе се спроведат 6 теоретско-практични обуки и работилници. Ќе се изработат и едукативни видеа и брошура за производство од трутови ларви, протеинска храна од трутовски ларви и за нутритивно здравствените придобивки од нивната употреба во исхраната на луѓето. Проектот е поддржан од Европската Унија и од владата на Црна преку регионалниот проект Екосистем за екоиновации и циркуларна економија на Западен Балкан.